Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува. Вечерва на мое задоволство разговараме со директорката на Универзитетскиот институт за клиничка биохемија, доктор Николина Гроздановска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на можноста. Јас би сакал за гледачите да им објасниме што точно работи Универзитетскиот институт за клиничка биохемија и која е вашата улога како директорка на институтот. Институтот за клиничка биохемија се занимава со биохемиски анализи на човечката крв и останати телесни течности. Освен со стручна и професионална работа се занимава како терцијарна установа и со научно-истражувачка работа. И сега да појасниме што точно значи анализа на крвта и останатите телесни течности. Веројатно секој од нас како пациент имал потреба да се прегледа, имал настинка, почнувајќи нели од настинка до посериозни работи, операции и слично, и секогаш потребно да се направат крвни анализи. Вашиот матичен лекар или специјалист ви дава упат и вели треба да се изработат овие лабораториски анализи за да можеме ние да дадеме диагноза, за да може да се следи болеста, за да може да се следи терапијата како се одвива, значи клиничка лабораторија. Само да напоменам, често не мешаат со микробиологија. Тоа е земање на бриз од грло, нос и така натаму. Тоа е сосема различна дејност. Ние се бавиме со медицинска, односно клиничка биохемија. Освен тоа, и со научно-истражувачка дејност како терцијарна установа, тоа значи дека кај нас се едуцираат кадри, здравствени кадри, почнувајќи од средномедицински кадар до доктори кои што завршуваат медицински факултет, специјалисти и субспецијалисти. Така, би сакал сега да ве запрашам за она во каква состојба го начекавте ви институтот и што требаше да се најитно промени кога ја презедовте функцијата? Така. Со оглед на тоа дека јас сум всушност и вработена во самиот институт од 2011 година, и ја познавав добро ситуацијата на институтот и направивме кога ме назначија за директор на институтот еден тим со анализа на целокупната состојба и поделивме неколку проблеми со одреден приоритет и со одреден временски рок за кој што може да се решат. За почеток најголем проблем ни беше гужвата пред самиот институт. Значи, голем број на пациенти кои што чекаат да ја добијат својата услуга, а ние бевме малку побавни. Во периодот кога јас бев назначена, дневно се добиваа услуги околу 400 пациенти во нашиот институт. Проблемот беше што системот на шалтерското работење беше застарен со викање на пациентите. Тоа многу брзо и лесно се реши со мали интервенции без да чини многу пари. Воведовме дигитализиран систем со бројчиња, со монитори на кои што пациентите си го гледаат бројчето и гледаат на кој шалтер треба да се пријават. Го зголемивме бројот на шалтери кои што ги примаат пациентите и истовремено воведовме баркод скенери, читачи, кои што го читаат баркодот кој што го има на самиот упат. Претходно шалтерските работници внесуваа, таму има едно делче кај што има бројки и букви на упатот, па сгрешиле, па бришат, па со скенирање на баркодот кој што го има на самиот упат, за 2 секунди се превземаат од нашиот лабораториски информативен систем сите податоци од мој термин за потребните анализи и за пациентот, така што многу се скрати времето на чекање. Ако порано чека 2 часа пациентите за да дојдат воопшто на шалтерот, сега не се чека повеќе од 15 минути, иако ние зголемен бројот на пациенти кои што дневно добиваат услуги се ближиме до бројка од 900.
Би сакал тука едно подпрашање, дали сметате дека оваа дигитализација, да речеме, можеби мал чекор за вас и за институтот, навистина помогнала за наместо да чекаат можеби граѓаните 2 часа, да завршат работа за само 10 минути? Апсолутно да. Видете, лабораториските анализи во принцип и не се така ефтини и колку повеќе пациенти ќе може да си ја добијат услугата во државните институции, толку повеќе ќе заштедат, иако нели секој од нас секој месец дава некој придонес за здравствено осигурување. Значи, нашата установа како државна установа има задача што повеќе пациенти да си ги добијат услугите за кои што секој месец плаќаат. Со оваквата дигитализација, неспоредбено е од 400 до близу 900 пациенти на ден да добијат услуга, мислам дека е голема разлика. Се согласувам потполно и одлично е тоа што можеби навистина мал чекор едноставување на работите да помогне доста до тоа да имаме што повеќе задоволни корисници или пациенти. Би сакал сега да ве прашам како изгледа еден типичен работен ден на институтот и да речеме кои профили на пациенти најчесто доаѓаат кај вас. Уште еден дел не ви одговори под претходното прашање. Ова беше нешто што веднаш најетно го сменивме од моето назначување. Вториот проблем огромен беше тоа што институтот имаше застарена опрема, застарени анализатори, кои што секојдневно има некаков квар и секојдневно бара сервисирање, а тоа дополнително ги отежнуваше работите, па и за персоналот, освен за пациентите кои што си ги чекаат резултатите и докторите. Веднаш пристапив кон преговори за замена на постоечката апаратура и во моментов имаме комплетно сменети апарати, анализатори, кои што се најнова генерација од таквите, кои што повеќето ги нема во Македонија, а ги нема и во блиската околина. Во моментов инсталираме, тоа се така наречени интегрирани системи. Што значи интегрирани системи? Анализите во лабораторија се поделени на биохемиски анализи и имунолошки анализи. Биохемиските анализи користат метод на спојување на тој аналит кој што треба вие да го добиете како резултат со некоја субстанца хемиска која што произведува боја и после тоа анализаторот ја чита бојата и ја дава вредноста на потребната анализа. Имунолошките работат на принцип антиген-антитело. Значи, за таа анализа која што треба да се испита, се користи антитело кој што се врзува за тој аналит и после тоа има различни начини, даваат некаква светлина која што се мери и се комплетно различни методи. Ако досега за едното имало посебен апарат, за другото имало посебен апарат и такви имало, да речеме, 10 различни апарати, сега ние користиме интегрирани системи. Двата се споени во еден, биохемискиот и имунолошкиот, така што користиме една епровета, се намалува во трошењето на епровети и се намалува времето за изработка на потребната анализа. Значи резултатот ќе го добиеме многу подобро, а со оглед на тоа дека анализаторите се последна генерација во медицинската биохемија, тоа значи дека и резултатите се многу попрецизни, многу побрзо време им треба за побрзо време се добиваат резултатите, така што многу се забрзува процесот на изработка на анализите. Значи повторно доаѓаме до поедноставување на работата и полесен пристап и побрз и поефикасен пристап до услугите. Во моментов сега инсталираме комплетно автоматизиран систем. Тоа е така едно изненадување за понатаму. Таков автоматизиран систем нема на Балканот. Значи тоа е одлично прв пат во Македонија. Одлично. И во Балканот. И во Балканот, точно да. Одлично. Би сакал сега да поразговараме за соработката со другите клиники и како се усогласуваат барањата за специфични анализи. Со оглед на тоа што сега имаме инсталирана нова опрема. Во тие анализатори постојат тестови со напредни генерации
кои што им се потребни на специјалистите кои што работат во клиничкиот центар, така што имаме можност веднаш да им излеземе во пресред. Ние направивме една сондажа со сите универзитетски клиники и нивните потреби, нели, од одредени специфични анализи, и во втората половина на оваа година планираме да воведуваме комплетно нови методи кои што досега ги немало во нашето здравство, а кои што се потребни за да излеземе во пресред на барањата на специјалистите. Така што испланирано ни е во втората половина на оваа година набавка на апарати со, да речеме, еве ќе спомнам неколку, масена спектрометрија досега во здравството немало. Сега ние имаме предвидено во планот за јавни набавки да набавиме таква апаратура со која што ќе може да се изработат потребните анализи на специјалистите за дијагноза и следење на одредени заболувања. Исто така имаме одредени аналити кои што сме ги работеле рачно. Меѓутоа, бидејќи во светов, нели, технологијата е напредна, произведувачите веќе не ги произведуваат реагенсите за изработка на рачни такви аналити. Исто така ни е предвидено во планот за јавни набавки да набавиме апарати за ХПЛЦ, тоа значи течна хроматографија под висок притисок, со кој што ќе можеме да ги изработиме овие анализи кои што им се потребни за дијагноза на специфични заболувања. Во Македонија кои не се работат, од информација од пациенти кои што имале потреба да ги изработат тие анализи, вела дека плаќале некаде околу 8.000 денари приватно. Значи ние ќе им ја пружиме таа услуга во јавното здравство. За релативно пониски. За релативно пониски цени. Кога разговаравме за подкастот и за темите кои што ќе ги зборуваме, навистина ми беше воодушевување дека се зголеми лучиникот на мој термин за 390%. Значи не за 3, не за 30, не за 100, скоро, значи 400%. Со што се гордеете како тим, ме интересира како дојдовте до овој учинок? Се ова што претходно го наведов доведе до тоа. По законска регулатива на секои 6 месеци ние испраќаме извештај до мој термин од она што сме го сработиле, каде што има одредени параметри, показатели на успешност или неуспешност. И за мене беше дури изненадување дека ефикасноста се зголемила за 390% и мене дури не ми беше верно и велам како сега ова со домакинско работење, со зголемување на бројот на анализи и бројот на пациенти кои што ги примаме и со набавката на нова апаратура ние фактички сме заштедиле. Од она се расипал апаратот, па започнатите анализи пропаднале, треба повторно да се пуштат, сме заштедили и на реагенси и резултатите се тие. Што значи дека тут прилика околу 4 пати повеќе корисници, како што и напоменавте и во вашето излагање во второто прашање, баш ми го запишено од 400 до 900 граѓани, значи дека многу повеќе работи дневно, да, така е. Така што можеби на месечно ниво е навистина одлична бројка. Како еве за крај шлагот на тортата би сакал да ве прашам, односно за граѓаните, но да речеме ова конкретно прашање, што најчесто ги збунува пациентите кај лабораториските анализи и како треба правилно да се подготват за пред да вадат, народски кажано, пред вадење на крв? Така. Што најчесто ги збунува? Јас би рекла најчесто ги збунува тоа што се консултираат со веб сајтови. Треба да се консултираат со доктор, со специјалист. Помалку интернет, повеќе доктори. Во тој случај не би биле збунети. Инаку, сепак, нели, секој си има своја работа, си ја работи професионално и како што треба. Во однос при подготовката за лабораториски анализи би зборувала вака генерално нешто како правило што важи за секој еден пациент. Пред да дојдете во лабораторија, треба 12 часа да гладувате.
Во смисол последниот оброк да ви биде во 8 часот навечер, ако сакате да дојдете во лабораторија во 8 часот наутро. Исто така не треба да се пие ниту кафе, ниту сокови, ниту некакви енергетски напитоци, единствено ви е дозволено да се напиете вода. Така гладни доаѓате во лабораторија за да ви земат примерок од крв, а доколку треба да оставите и примерок од урина, треба тоа да биде, бидејќи ние сме биохемиска лабораторија, не ни треба стерилен примерок, меѓутоа ни треба примерок каде што вие од сабајле сте направиле една утринска тоалета, сте пуштиле еден млаз за да се прочистат уринарните канали од тоа што се задржало преку ноќта, го фаќате вториот млаз и таков примерок носите во лабораторија. Во принцип е тоа. Ова е генерално за сите анализи кои што се биохемиски. За овие имунолошките, каде што имаме реакција на антиген, антитело, на тие не делува храната, дали сте јаделе, не сте јаделе, дали сте гладни, дали сте биле активни, тие може да се направат во било кое време од денот. Но има, да речеме, пример хормони, кои што ги јаменуваат својата концентрација во организмот во зависност од дневниот ритам. Па така, например, за ТСХ треба да се земат примероците најдоцна до 9-10 часот за да бидат релевантни, бидејќи потоа се менуваат нивните вредности, што е нормално, но ако сакате да добиете реална слика, примерокот треба да биде земен најдоцна до 9-10 часот. И специфично е за машките, например, после 40-та година се следи големината на простатата, да се спречи некаква хиперплазија, најчесто е бенигна, се прави анализа на ПС. Не препорачувам да доаѓате во лабораторија ако сте возеле точак. Значи, таква некаква активност би ја зголемила концентрацијата на ПС во крвта. Јас би сакал, бидејќи во вашиот одговор, во почетокот на последно прашање, во вашиот одговор отворивте навистина интересна тема, па еве како за крај, какво е вашето мислење за оние граѓани кои што, да речеме, доста и користат социјалните медиуми, интернет, веб страните, за тоа, да речеме, како да се заштитат, дали е тоа болест, дали е тоа, не знам, еве одење на одмор, па како да се намачкаат, со кои фактори, слично. Наместо да ги прашаат оние кои што се одговорни, доктори, матични лекари, слично, тие се консултираат со интернетот, да речеме, на некој начин. Дали ова е добро или лошо, или има и позитивна и лоша страна, според вас? Според мене е апсолутно лошо. Затоа што сето тоа се некои социјални блогови, мрежи, каде што непрофесионални луѓе нешто си препорачуваат, дали е под влијание некакво, на некакви куќи. И таквите информации не се точни. И јас користам интернет, меѓутоа користам сајтови кои што се официјални, со професионални трудови објавени. Тоа е во ред. Меѓутоа, обичниот човек не користи такви сајтови и апсолутно неточно ќе прочита како информација. И одредени симптоми кои што ќе ги внесете вие во пребарувачот може да ви дадат голем број на дијагнози, а најчесто ја даваат најлошата дијагноза. Точно. И затоа не се препорачува користењето на веб страници за дијагноза на вашата состојба. Имате матичен лекар, имате понатаму специјалисти кои што завршиле медицински факултет, се посветиле комплетно на здравието и состојбата на човечкиот организам и тоа е нивната работа. Директор, ќе ви благодарам ја за ова ваше вечерашно гостување. Навистина имавме интересен разговор, интересен подкаст. Навистина разговаравме и за вашата работа во институтот, за што се занимава, со што се занимава институтот, меѓутоа разговаравме и за некои од би рекол оние наши проблеми со кои што се соочуваме и навистина ми беше драго за овој разговор. Ви благодарам и јас, многу ми беше драго. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание.
а ние тука се одјавуваме. Може би за некое брзо време, летните одмори почнуваат и се гледаме во следната сезона. До тогаш поздрав и секое добро.